Сојузот на синдикати на Македонија повторно се закани со протести и штрајкови, овој пат со прецизен тајминг, односно по 15 јануари. Бараат 600 евра минималец и по 100 евра зголемување за сите плати во големите компании. Дали овој пат синдикатот е одлучен и ќе го примени најсилното оружје, односно протести и штрајкови? Да го искористиме нашето најсилно оружје. Тоа значи почињаме со протести, а потоа можеби со генерален штрајк, но се тоа зависи од она што значи сите синдикати здружени во Сојузот на синдикати на Македонија заеднички ќе донесеме една одлука која ќе биде во интерес на граѓаните и на работниците во Република Македонија. И се надевам дека стоиме доследни ние како Сојуз на синдикати на Македонија, а сепак сето тоа ќе зависи од членството. Од бизнес заедниците и понатаму велат дека 600 евра минималец е превисока и дека со земја ќе срамни многу сектори. Дали 600 евра минималец и плюс 100 евра повисока плата, текстилната и другите индустријски сектори можат да издржат? Не случајно Меѓународна конвенција за минимална плата кажува дека кога се збори за минимална плата треба да се мисли на најниско платените работни места и на најниските сектори. Што значи дека текстилната индустрија, кожарската индустрија, мебел производството, па и целата преработувачка индустрија ќе бидат страшно загрозени ако се донесе таква голема минимална плата. Од синдикатот велат дека ваков резил нема, а образложението е следново. Зошто сепак сметаат тие дека 600 евра минималец нема да урне многу сектори и да предизвика инфлација? По она што имаме сознание, оние анализи што Сојузот на синдикати на Македонија ги доби, по она што добивме дека има одредени фирми кои што се затвараат, но имаме и податоци кои што повеќе фирми се отворени од оние што се затворени. Дали тоа е од друг аспект или од финансиски аспект? Имаме исто податоци кои што еве сега во најбрзо време излегува, меѓу 100 најбогати во Балканот испаднаја многу компании кои што се и од Македонија, значи добивките они ги имаат. Освен што повисокиот минималец ќе стави клуч на многу компании, целото стопанство ќе се соочи со неконкурентност во борбата за нови и задржување на сегашните странски инвеститори. Па факт е дека странски инвеститори не се спремни да ја плаќаат нашата повисока инфлација и нашите желби за повисоки плати. И тоа се докажа највише во текстилна индустрија, која за кратко време опадна многу, да речеме за последни 10 години падна некаде од 38.000 на 20.000 работници. И во иднина тоа така ќе биде, затоа што факт е дека ние имаме повисока инфлација, некоја инфлацијата во Европска унија, а курсот на денарот останат исти 61 дена. Така да ние и по тој основ ја губиме конкурентската способност во однос на земјите од далечниот исток. Од владата се категорични дека ќе го прифатат секој договор кој синдикатот и работодавачите ќе го постигнат во врска со минималецот и дека не се против негово зголемување.